Скопска котлина. Скопската котлина е една од поголемите котлини во Македонија. Таа представува втора котлина по течението на реката Вардар. Скопската котлина е образувана од планините Жеден, Матка и Сува гора на запад, Скопска Црна гора на север, Градиштанска планина на исток и североисток, Голешница на југоисток и Китка, Караџица и Водно, односно масивот на Мокра планина на југ. Скопската котлина е пространа котлина која се наоѓа во северниот дел на Македонија. Представува длабока и спуштена потонатина по должината на раседните линии и целосно влегува во составот на Вардарската тектонска зона. Заградена и обкружена е со високи планини од сите страни. Таа представува дел од композитната долина на реката Вардар, која навлегува во котлината од Дервенската клисура на северозапад, а ја напушта влегувајќи во Таорската клисура на југ. Котлината зафаќа површина од 1924 квадратни километри и има правец на протегање северозапад југоисток. Средишниот дел на котлината е пространата алувијална рамнина на реката Вардар, односно Скопското поле. Се издигнува од 225 метри како најниска до 2540 метри како највисока точка. Просечната надморска височина изнесува 281 метар, а градот Скопје е расположен на 245 метри. Површината на рамнината на Скопското поле изнесува 26.100 хектари. Целата речна и водена мрежа во котлината припаѓа на сливното подрачје на реката Вардар, односно Егејското море. Етнографски предели и области во Скопската котлина се Скопска Блатија, Каршијак, Торбешија, Црногорија и Скопски Дервен. Поради градот Скопје, Скопската котлина отсекогаш представувала подрачје со голем број на миграции, доселувања и одселување на населението. По Втората светска војна, доселувањата во Скопската котлина од цела Македонија, како и од простори на поранешна Југославија, го достигнале својот врв, а тие траат се до денес. Географската положба, самиот терен, климата и почвата во Скопската котлина се многу поволни за земјоделство и сточарство. Полјоделството е особено развиено во рамничарскиот предел во алувијалната рамнина по течението на реката Вардар. Најзастапени се житните култури, и тоа пченицата, јачменот и пченката. На големи површини се застапени одгледувањето на зеленчук, индустријски растенија, градинарството и рано градинарското производство, подпластеници и оранжери, овоштарството и лозарството. Од зеленчукот и градинарските култури најмногу се одгледуваат домати, пиперки, кромит, лук, млад кромит и апарџик. Зелка, марули, морков, кумпир, боранија и грашок. Кромидот од драчеве особено проучува на пазарите и во исечен облик на крукчиња шеговито се нарекува драчевска лигна, поради големината. Од индустријските култури застапени се тутунот, детелината, луцерката и крмната пченка.
Овоштарството е застапено претежно во висорамнинските предели на подножијата на околните планини, во јужниот, источниот и северниот дел на котлината. Од овошките се одгледуваат цреши, јаболка, јагоди, сливи, кајси и праски. Скопската котлина е сообраќајно најважното и најразвиеното подрачје во Македонија. Токму во неа се вкрстуваат и спојуваат двата паневропски автопатни и железнички коридори 8 и 10. Во ова подрачје се наоѓа и најголемиот македонски аеродром Александар Велики. Целата Скопска котлина во правец запад, југо-исток и северо-исток е поврзана со патишта, а истовремено и со железничка пруга. Ваквата одлична сообраќајна поврзаност и достапност се должи на две главни причини: главниот град Скопје и стратешката географска положба и конфигурација на теренот, што представува природен спој на Вардарската долина кон Моравската на север. Yes.